Добар ден, драги ученици. Јас сум Марина Спасовска, оделински наставник од Општинското основно училиште Димитар Македонски од Скопје, општина Аеродром. За денешниот час имаме стандардни единици за должина, маса и за фатнина. Што треба да научиме? Треба да знаеме кои се стандардни единици за должина, маса и за фатнина, да ги препознаваме основните мерки за должина, маса и за фатнина и да претвораме поголеми во помали мерни единици. Зошто велиме стандардни мерни единици? Стандардните мерни единици ни даваат точни мерки за должина, маса и за фатнина. За мерење на должина се користат разни инструменти. Тоа се метра, разни видови на метра, дзидарско метро, метро кој што се користи за разни намени, линиарите кои што ние ги користиме на часот по математика, техничко во училиштето. Кога сакаме да измериме колку е нешто долго или широко, колку е некој висок или колку е нешто оддалечено, тогаш користиме единици мерки за должина. Основна мерна единица за мерење на должина е метар. 1 метар, скратено, го запишуваме 1 М со мала латинична буква. Единици мерки за должина се метар, дециметар, центиметар и километар. Нивните скратеници се М за метар, ДМ за дециметар, ЦМ за центиметар и КМ за километар. Треба да го знаеме нивниот однос. 1 метар е еднаков на 100 центиметри. 1 центиметар е еднаков на 10 милиметри. 1 дециметар е еднаков на 10 центиметри и 1 километар е еднаков на 1000 метри. Кога сакаме да измериме колку е нешто, велиме дека мериме маса. Значи, кога мериме нешто колку е тешко. Масата ја мериме со направа наречена вага. Постојат различни ваги кои се користат во секојдневието. Тоа е кантарот, вагата која што се користи на пазарите со тасови во која што се ставаат тегови, куинската вага, вагата за мерење на телесна тежина. Основна мерна единица за мерење на маса е килограм. 1 килограм, скратено, го запишуваме 1 кг. Буквите се со мали латинични букви. Мерни единици за мерење на маса се грам и тон. 1 килограм е еднаков на 1000 грама. 1 тон е еднаков на 1000 килограми. Грамот е помала мерна единица и се користи за мерење на помала маса, додека тонот се користи за мерење на поголема маса. За фатнина или волумен е количество течност што може да го собере 1 сат. Инструмент за мерење на волумен е мензура, која што ја имаме сите во нашите кујни. Исто така, волуменот можеме да го измериме со чаша, со шише, со кофа и со бура. Основна мерна единица за мерење на зафатнина е литар. 1 литар, скратено, се запишува 1 Л. Треба да знаеме дека 1 литар е еднаков на 1000 милилитри, 1 децилитар е еднаков на 10 милилитри, 250 милилитри е еднакво на 1/4 од литарот и 500 милилитри е еднакво на 1/2 од литарот. Имаме една задача во која треба да пресметаме. Колку е 1 килограм 750 грама? Колку грама е тоа? Потоа,
1 литар и 200 милилитри и 4,75 милилитри. Значи, да видиме колку грамови и колку килограми, колку литри, колку милилитри и колку метри и центиметри. Драги ученици, стопирајте го видеото, решете ја задачата, а потоа повторно пуштете го за да се проверите. 1 килограм и 750 грама е еднакво на 1750 грама, а тоа е еднакво на 1,750 килограми. 1 литар и 200 милилитри. 1200 милилитри, а тоа е еднакво на 1,200 литри. 4,5 метри се 475 центиметри и 4 метри и 75 центиметри. Втората задача вели вака. Во шише од 2 литра со лимонада останале 650 милилитри лимонада. Колку лимонада е испиено? Повторно велам, стопирете го видеото, решете ја задачата, напишете го одговорот и пуштете да видите дали ви е точно решена задачата. Решението е 2 литри е еднакво на 2000 милилитри минус 650 милилитри. Забележуваме дека литрите моравме да ги претвориме во милилитри за да можеме да ја решиме задачата. Тоа е еднакво на 1350 милилитри. Правиме проверка со тоа што 1350 плюс 650 добиваме дека е 2000 милилитри. Одговорот на оваа задача е: испиено е 1350 милилитри, а тоа е 1 литар и 350 милилитри лимонада. Драги ученици, ви благодарам за вниманието и се надевам ги научивте стандардните мерки за мерење.